3 години уметност на сцена проследи колешката Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Имено таа направи прилог со Изабела Јакимовска од театар За тебе. Што значат 3 години на штиците што живот значат? Да погледнеме во продолжение. Театар за тебе. 3 години уметност. 3 години уметност на сцената. 3 години дружење со деца, многу работилници, низ изнудени, многу насмевки низ сите оние представи кои што Театар за тебе ги прави за најмалите дечиња, меѓутоа и за повозрасната публика ширум Македонија. Ова утро разговараме со Изабела Јакимова од Театар за тебе. Изабела, нека ви е честит 3-годишниот роден ден. Ние низ овие 3 години многу пати сме се снимале и сме соработувале. Многу ми е чест и кејф како телевизија што ги пратиме вашите проекти. Многу представи за овие 3 години, многу работа со дечињата. Ајде една ретроспектива за сето она што е изработено низ годиниве. Пред се ви благодарам што сте ни цело време поддршка. Тоа е вистина дека 3 години напратите од почеток до крај. Одлучивме да ги прославиме овие 3 години, бидејќи целиот тим е особено горд на она што го постигна овие 3 години. Мислам дека за релативно кратко време направивме доста проекти кои успешно се уште траат на театарскиот простор. Зад себе имаме околу 11 детски представи. Работилници не можам ни да ги изборам, затоа што секоја работилница е различна и се ја рачунаме како една. 3 представи за возрастна публика и исто така многу голем број на настани кои ги изреализира Театар за тебе во овие 3 години. Во просек како бројка имаме израчунато дека правиме околу 800 родендени годишно. Тоа се по можеби 3 родендени дневно по аниматор, што за нас е огромен успех како независен театар во Македонија. Јас да ви го честитам уште еднаш роденденот и да кажеме дека во чест на роденденот организирате забава во јавна соба на 27 јуни во сабота со почеток во 20 часот и ќе има навистина многу гости, луѓе од театарот претпоставувам и ваши соработници низ годиниве. 800 родендени позади себе навистина е бројка за респект, многу театарски представи. Што е она што ве мотивира? Што е она што ве води напред низ годиниве и што ќе ве води напред понатаму нели од септември кога почнува веќе и сезоната? Ова прашање го размислав вчера. Освен нормално нели живееме во капиталистичко општество и финансиите се нешто што сите не мотивираат бидејќи не постои друг начин, но мора секогаш да има плюс уште нешто што ќе те мотивира да го правиш тоа. А мојата мотивација, верувам дека и на колегите кои из овие години работат со мене, е тоа што ние сме многу среќни додека го правиме тоа. И сме искрено среќни, исполнети и мислам дека сме едни од ретките, посебно во нашата држава, кои нашле начин да живеат од она што го завршиле како факултет и да го работат она што навистина го сакаат. Ние немаме работно време, не затоа што не можеме да го поставиме, затоа што не сакаме да го поставиме. Колеги сме, се дружиме приватно и многу често се вели она не ги мешај колегите со пријатели, со фамилија, но нашата работа е таква да просто ни оди во прилог да работиме заедно со нашите пријатели. Јас сум многу среќна заради тоа и тоа ми е мотивација, дека сме големо семејство, така? Да, ета, можеби се преголеми зборови тоа, но нека стои како така. Редно е да го споменеме и тимот кој што работи неуморно сите овие 3 години заедно со тебе, значи не си сама, позади тебе има тим. Јас би сакала да ги поздравиме во оваа прилика и да ги споменеме сите. Многу луѓе поминале низ Театар за тебе, ќе ги споменам оние кои што се од самиот почеток во театарот и кои навистина придонеле да ние бидеме на ова место каде што сме сега. Тоа е Сара Томевска, она ни е менаџер и продуцент на сите представи и сите настани. Потоа го имаме Гоце Андонов, тој е уште еден од најпрвите членови на театарот. Анастасија Ласовска, која сега е вработена во детски театар, па малку поретко игра кај нас, но сепак ние ја сметаме за дел од театарот. Ане Блажовски, Ангела Левкова и мислам дека тоа е базата на овој театар. И нормално сите останати соработници кои не поддржуваат си овие години и допринале да се развиеме.
Она што сакам да го знае публиката е дека сега летниот период можеби имате некоја куса пауза, меѓутоа сепак не мирувате во целост. Имате повторно некои случувања, можеме да ги споменеме, да знае публиката што ќе имате овој летен период. Овој летен период имавме веќе голем број на изведби на Супер Вселенко и Роденденската торта и се приближуваме да ја надминеме 300-та изведба на истата представа, што исто како бројка ни е баш фасцинантно. Истата представа очекуваме да се игра и во Крушево, некаде во месец август. Во месец август е најавено гостување исто и на Знаме и Куфер во Демир Капија, но главната програма официјална ќе се започне од средина на месец септември. Но преку целото лето траат уписите за детско драмско студио, кои се на две локации. Едната е во Јавна соба овде, во центар, и другата е во Газибаво во Ченто. Значи, покрај театарските представи, ќе има од септември функционира и театарското драмско студио за дечиња од која до која возраст е? Од 6 до 15 години. А театарските представи покрај Знаме и Куфер имате и уште две, мислам дека така, за возрастни? Така. Имаме уште две, едната е Те чекам и другата е Молкот на Марија Магдалена. Марија Магдалена не е многу играна заради обврски на актерите, така се погоди трупата, но сме во преговори да се врати и повторно да биде на сцената од септември. Ви посакувам многу успех. Уште еднаш да го честитам роденденот од моје име и од името на целата екипа на утринската програма. Ние и понатаму ќе ве следиме, ќе ги следиме вашите активности и за сите љубители на театарот, сите соработници, еве да ги поканиме во сабота на 27 јуни, трети роден ден на театар за тебе. Ќе биде навистина убаво дружење, бидејќи како што се тие убаво театарско семејство, верувам дека и сите пријатели, сите оние кои што беа дел од театар за тебе во изминативе 3 години, преубаво ќе си поминат. Нека вие се множат годините и се гледаме, здравје Боже, предпоставам од септември, а можеби и летово да најавиме некоја од представите. Ви благодарам и сакам само да потенцирам дека роденденот е од отворен карактер и може да дојдат сите кои не само ни се соработници и некој ако сака да види што работиме и да се забавува со нас, е добре дојде. И да ве запознае и да се дружи, да видат каква енергија имаат сите актери, целиот тим на театар за тебе. Бека, благодарам уште еднаш и до следно видување. До следно видување, ви благодарам.